Во организација на Агенцијата за вработување на Македонија на 18 мај во Скопје ќе започне третиот циклус Саеми за вработување. На саемот компаниите ќе ги представат своите отворени работни места, а заинтересираните посетители кои бараат работа или сакаат да ја надоградат својата кариера, ќе можат да ги достават своите кратки биографии и директно да поразговараат со работодавачите. По Скопје, саемскиот караван ќе продолжи во Штип, Кавадарци, Битола, Тетово и Струмица. До сега, благодарение на овој саем, се вработиле над 2500 лица, истакнува првиот човек на Агенцијата за вработување. Вториот дел за кој што ги организираме саемите и зашто го одбравме овој период е запишувањето во средните училишта и запишувањето потоа на факултетите, да се види се она што се бара, кои се тие струки, колку се платени, а воедно и младите луѓе кои што ќе ни бидат ги покануваме да дадат на овој саем, да видат што се бара, колку се бара, кои се тие, да кажеме, образовни профили со кои што тие веднаш би биле вработени по завршување на образовниот процес. Невработеноста на младите се намалува, но се уште е висока. Пред 4 години изнесувала 50%, а сега е 46%, истакнува Поповски. А како една од мерките со најголем ефект врз нејзино намалување, го посочува практиканството, бидејќи над 62% од младите се вработиле само по 3 месеци практична работа. Процентот се зголемува секоја година во делот на самовработување со грант. Имаме соодветни апликации, значи во бројка и на акредитирање. Ги имаме и во оние курсеви кои што ги даваме за општи вештини, за странски јазици и за компјутери, во делот на напредни IT вештини. Сега ги има доста се пријавија на сертифицирање за странски јазик, што е добро показател, но учествуваат и во другите мерки, и во обука со субвенционирање, и во самата обука за познат работодавач. За следната недела од агенцијата најавија и нова мерка за вработување, која ќе има за цел да го поттикне предприемачкиот дух кај младите невработени лица.